Овој собир нема партиска ниту политичка позадина. Повторувам, овој собир нема партиска ни политичка позадина. Тука сме како граѓани кои што имаат конкретен проблем. Принудени сме да излеземе јавно, затоа што државата преку управата за јавни приходи директно врши притисок врз сопствените граѓани. Јасно кажуваме, ние не бегаме од даноци, а не сме и против плаќање на даноци. Се повторувам, ние не бегаме од даноци и не сме против плаќање на даноци. Но нема да прифатиме неправда, селективни примени на закон и уцени спакувани како информативни пресметки и решенија. Во изминатите 2-3 недели УЈП не контактираше сите нас, некои писмено, некои телефонски, и ни доставија пресметки за доход од 2020 година, 5 години подоцна. И сметаме дека УЈП направила сериозни пропусти во постапките. И тоа, не постапила навремено со евидентирање на приливите, не донела решение во текот или наредната година, не обезбедила навремено и уредно информирање на граѓаните. Ова не е редовна даночна постапка. Ова е лов на пари за полнење на државната каса. Луѓе што денес се тука зад мене, не седеле дома со најблиските, работеле во странство, во воени бази, во Ирак, во Авганистан, зони со висок безбедносен ризик по животот на здравје, далеку од семејствата. Согласно закон на член на личен доход, лицата кои престојувале овде повеќе од 183 дена надвор од државата не се сметаат за даночни резиденти. Законот е јасен. Тие луѓе не се даночни резиденти, бидејќи секој од нас бил од 9 до 10 месеци надвор од државата. Од нас се бараат докази што државата сама не може или не сака да ни ги обезбеди. Министерство за внатрешни работи одбива да издаде потврда за влез и излез во 2020 година. Нивниот одговор е дека не чуваат податоци постари од 5 години. Ние доставивме и други законски докази, како што се пасош со печати за влез и излез од државата. Ни беа отфрлени. Нашите приходи не беа црни пари. Тие веќе се оданочени во државите каде што сме работеле и во матичните држави на компаниите што не ангажирале. Ова што се прави денес е двојно, тројно оданочување спротивно на правото и законот и здравиот разум. Во Куманово и низ цела Македонија илјадници семејства преживееле благодарение на луѓето како што се позади мене. Со тие пари се граделе домови, згради, школи, се школувале деца и се одржувала економијата. Денес истата таа држава им врти грб и ги третира како проблем. И затоа јасно порачуваме. Секој од нас, доколку добие решение од управата за јавни приходи, а некои веќе и имаат доставено, им препорачуваме јавно дека нема да трчаме и да плаќаме веднаш. Ќе бараме правда по сите надлежни институции, ќе користиме жалба, управна постапка и судови и се што ни стои на располагање според закон. Ако и тие институции се покажат како нефункционални, ако законот продолжи да се толкува во корист на државата, тогаш секој еден од нас е подготвен да ја побара правдата пред меѓународни судови. Ова не е закана. Ова е право на секој граѓанин. Нашето барање е јасно. Стоп за оваа неправда. Стоп за селективно толкување на законите. Стоп за притисоци од УЈП. Денешниот собир е мирен, но ова нема да биде крај.
Ако институциите не постапат и не слушаат, следниот протест ќе биде помасовен и ние ќе бидеме приморани да преземеме порадикални и демократски чекори кои ни следуваат со закон. Државата не смее да се гради со буџет со страв. Државата мора да гради систем со правда. Ова е граѓански глас против неправда што може да го погоди секого, без разлика на политичка, национална или било каква друга припадност. И за крај, државата се гради со доверба, а довербата се руши кога граѓанинот се чувствува неправедно и незаштитено. Од 21 година јас сум невработен во оваа тука. Значи живеам од парите кои ги имам заработено таму. Мојата сопруга има правена операција на рак на дојка, така да тоа е еден разлог бидејќи и требаше поддршка. Втора работа, парите што сме ги заработале таму ги користиме за наши екзистенцијални потреби и за други финансиски, да кажам, потреби, како што се, например, градиме куќи, школуваме деца, донираме на некои организации невладени каде што можеме. Работата е тоа што јас како невработен 4 години, јас сега сум принуден да платам данок на на држава, што секој треба да го плати тој данок, меѓутоа 20-та година јас и мојот колега сме биле надвор од државата 9 месеци. Тоа се 270 дена. Од законот со член 5 таму се наведува дека 183 дена плюс 1 ден не си даночен обврзник, ти си нерезидент. Тоа не ни го признаваат, не ни ги признаваат пасошите како доказ и сега бараме со овој мирен протест да укажеме дека има направено пропусти. Ќе ангажирате ли адвокати и ќе побарате ли институционално решение? Правни информации или совети имаме, меѓутоа тоа се некои површински работи, бидејќи адвокатите се оградуваат, не сакаат да постапуваат додека нема вистинско решение по кој основ би требало да се поведе таа уставна постапка пред управен суд. Тоа ќе биде најверојатно, како што имаме информација, ќе биде макотрпна работа од минимум 3-4 години, така да не знам кој може да ја издржи таа битка. Вака, имаме пример од како беше? Имаме пример од Утрово. Да. Луѓе од 10 или 15 луѓе што се работеле исто во Ирак, во друга компанија не од нашата, добиле потврда од фирмата дека таму е платен данокот. Со документи преведено од арапски на македонски, доставено е, ослободени се. Значи, ние сите ќе извадиме, само управата за јавни присуди не ни остава простор, пошто тоа е голема бројка од 3-4 да ни дадат толку податоци одеднаш и сме принудени до 15 јануар да платиме данок. Доколку не платиме, секој ден ќе ни иде камата дневна 0,03% и имаме 30 дена жалба, а жалбата не го одложува плаќањето. Така да ќе бидат принудени и извршители и се. А 90% од овде позади луѓето што се, сите ги имаат парите инвестирано во куќи, станови, што и да се. И бизниси, да. Ја може да кажем уште еден податок, што е многу битен. Како вработени за компанијата што сме работеле конкретно за во Ирак, ние имаме резидент карта, значи ние сме биле резиденти на Ирак и сме имале лична карта, работна виза која KBR е бил спонзор на таа работна виза. Сега, како лаички наше човечко размислување е кога имаш ти лична карта, по дефолт треба да имаш и даночен број во таа држава. Јас така го разбирам тоа. Не знам како треба, ние праќаме мејлови по компанијата, дојдоа божичните празници кај нив, сега ќе дојдат празниците кај нас и сега сме во некој вакуум простор и сме некако во ќош и немаме
простор за маневар. Значи, ова е добро смислена работа, како прво. Тоа сите правници ни го кажаа. Добро смислена работа за да ние немаме простор за маневрирање, за докажување, а доказите што ги донасеме е пасошот кој има печати од сите држави каде сме влегле и каде сме излегле. Пасошот има виза, уредна. Значи, што пишува тука? KBR, спонзор за работна виза во Ирак. Пасошите со печати, влез, излез, каде сме влегли. Еве ја, втората виза, работна виза. Значи, секоја година ни обновуваат работна виза и секоја година ни обновуваат таа лична карта. Бидејќи како странци мора да имаме лична карта. Сега ве прашувам, компанија која е мултимилиардерска компанија, меѓународна компанија, дали ќе се осмели да не плати данок? Дали тоа треба да докажеме дека таа компанија работела криминално? Моментално сега се опфатени околу 3000 луѓе, од кои, да кажеме, може би 10% веќе имаат платено данок. Од што се плашат? Од што се плашат од ова? Фирми плати што примаат и се. Сега ќе ви кажем еден податок. Има луѓе кои, например, се со 100 евра, 100-200 евра, значи мали се тие давачки, меѓутоа со многу поголеми даноци. имаме луѓе кои се фрапантни цифри. Имаме. Еве пример јас моја Зависи месечни плати. Зависи од месечната Зависи плата, од месечните колку е примања, примана. Зависи од што се примани позицијата во- што си работел, платата е по... Мене за 2020 Така. година ми бара данок до 4000 евро да платам. Само данок. Да. А ја имам работено и 21 и други приливи за, како што ги кажеме тие, за обештетување. Мислам Така дека луѓе во што се позади нас и јас сум загрижен затоа што 20 година беше локдаун. Короната беше, немавме никаков транспорт, превоз. Ние заглавивме, јас со мој колега, заглавивме од март месец до септември. Па подоцна се вративме. Бевме 2 месеци во карантин. И завршиме 21 година. Како не може пасошот да биде доказ дека си бил 183 дена надвор? А државата ти го издала тој пасош. Државата ти го дава меѓународен документ кој треба да биде признат од нашите институции дека твојот граѓанин има таков пасош, доказ дека бил надвор како нерезидент и сега му бараш 4000 евра данок да плати за година која е 5 години назад. И брзаат рокот да се исполни, зашто на 1 јануар истекува. Ако не ги дадат оваа решение, 20-та да, година. тоа е. Нас не притискаат со рок од 10 дена, да изготвиме се. Затоа кажав, во некој вакуум сме и не можеме ние да И ни маневрираме. спратаат решенија, не изготвени решенија, него решенија како информативно, дека сме примиле решение што се приготвува. Ова е моментално сега мирен протест. Ние не сме донети тука да блокираме улици, ние сакаме граѓаните да бидат запознаени со нашите маки. Што не значи дека и тие утре нема да имаат таква мака.